Во време кога светот станува се поотворен, а патувањата дел од секојдневието, аеродромите не се само места на заминување и доаѓање. Тие се символ на движење, развој и поврзаност. Меѓународниот аеродром Скопје оваа зимска сезона го бележи најголемиот раст во регионот, пред се поради воведувањето на нови линии и дестинации. Главните фактори првенствено се резултат на блиската комуникација, пред се со владата, со Министерството за транспорт, кој е наш директен комуникатор, со нашиот маркетинг тим, со нас како аеродром кои директно работат со авиокомпаниите. Секако, тука е и посветеноста на самите авиокомпании кои гледаат поголема можност во земјата и голема побарувачка од матиците за новите дестинации што неодамна ги најавивме. Сето ова е резултат на заедничка работа со сите институции, со сите авиокомпании и добавувачи поврзани со процесот. Мадрид, Бари, Женева, Келн, Будимпешта, Милано, Базел се дел од новите 11 дестинации каде што ќе може директно да се патува. Секој нов лет значи нова можност за развој на туризмот, за економијата, за промоција на државата. Со сите овие нови дестинации што ги најавивме, очекуваме повеќе можности за патниците. Тоа не се можности само за туризам, туку и за бизнис, за соработка и размена. Некои од овие дестинации се навистина убави дестинации. Дури јас сум возбуден што можам да ги најавам. Сигурен сум дека повеќето патници ќе имаат корист од нив и економски и од аспект на одмор. Тоа ќе создаде можности за привлекување повеќе туристи во земјата, за да покажеме што имаме да понудиме на странските посетители, особено на оние кои првпат доаѓаат во Македонија и во Охрид. Верувам дека тоа ќе донесе уште повеќе патници, ќе поттикне љубопитност и ќе создаде нови можности за посета и откривање на убавините што земјата ги нуди. И секако за македонските патници кои ќе патуваат на нови дестинации, тоа ќе биде можност да видат што ново нудат тие градови и земји за нив. Со модернизација и дигитализација, меѓународниот аеродром Скопје станува поудобен, побрз и попаметен во чекор со европските стандарди. Нови шалтери, дигитални табли, интерактивни екрани се само дел од новитетите што ги нуди овој аеродром на патниците. До сега имавме 23 шалтери за чекирање, а бројот го зголемивме на 32. Тоа значи 9 нови шалтери. Овие нови шалтери овозможуваат подобро справување со зголемениот број патници. Освен тоа, направивме и други промени. Го модернизиравме изгледот на аеродромот со поголеми и појасни монитори. Воведовме и интерактивни екрани каде патниците можат да најдат информации за терминали, порти и услуги. Со други зборови, го дигитализиравме аеродромот, го правиме поедноставен и попристапен за патниците. Целта е патниците да можат лесно и самостојно да се снајдат, без потреба да прашуваат некого. Аеродромот е прозорец на Македонија. Секоја насмевка, секој детал, секоја услуга е дел од приказната што ја раскажуваме пред светот. Директоре, Македонија се повеќе се позиционира како атрактивна туристичка дестинација. Каква улога имаат аеродромите во промоција на земјата пред странските посетители? Кога се воспоставува нова авионска линија, авиокомпанијата ги спроведува сите промоции преку своите веб страници, билборди и други комуникацијски канали. Тоа значи дека аеродромот игра многу важна улога кога се воспоставува нова линија. Тоа создава одек и на двете страни во земјата од каде се лета и во земјата дестинација. Може да се каже дека аеродромот е како огромен билборд кој ги рекламира сите услуги и сите дестинации до кои се лета. Почнувајќи од дигиталните екрани до летните информации, сето тоа е дел од сликата. Но покрај нашите услуги, важно е и сите други служби на аеродромот да работат професионално. Нивната посветеност кон професионализмот создава добра репутација за аеродромот. Затоа ние мора да внимаваме сите тие услуги да се изведуваат според највисоки стандарди. Нашата цел е патниците кои за прв пат слетуваат во Скопје или Охрид веднаш да почувствуваат позитивен впечаток. Првиот контакт им е аеродромот. Вториот, услугите, било да се тоа такси, рентакар или нешто друго. Сакаме да бидеме сигурни тие услуги да бидат професионални, за патниците кога ќе се вратат дома да зборуваат убаво не само за земјата, туку и за аеродромот. Курт вели дека особено важна е соработката со државните институции и туристичкиот сектор во развојот на нови авиолинии и зголемување на конекциите со други аеродроми.
also through the support of the government, in our cases. Во процесот се вклучени повеќе институции и организации, но најважна е поддршката од владата и во нашиот случај Министерството за транспорт. Владините субвенции се клучен фактор, заедно со стимулациите што ние ги нудиме на авиокомпаниите. Тие се суштински. Владата, Министерството за транспорт, нашите стимули и маркетинг стратегиите се основа на успехот. Туристичките агенции и во нашиот случај Министерството за култура и туризам исто така имаат значајна улога и верувам дека нивното влијание ќе расте во иднина. Минатата година на Скопскиот аеродром за прв пат беше ангажирано терапевското зен куче Дино, кое ги опушта и забавува патниците пред лет. А годинава целосно е обновено детското катче и е создадена нова зона за храна и пијалаци. If we go a little bit back, Просторот е пријатен и додава убав амбиент на аеродромот. Исто така го проширивме duty free шопинг просторот преку нашата сестринска компанија АТУ. Просторот за храна е целосно обновен, нуди приватност, закуски и удобно место за одмор. Имаме и простор за масажа пред летот, навистина го препорачувам. Во иднина планираме дополнителни подобрувања, поврзани со капацитет и комфорт. Кога ќе ги реализираме, ќе ги споделиме со јавноста. Во следните 5 до 10 години, Македонија може да очекува значителен развој на воздушниот сообраќај. Според генералниот директор на ТАВ Македонија, Неџат Курт, прогнозите на професионалните тимови се реални и охрабрувачки. Веќе во 2026 година се очекува раст од 20% во бројот на патниците и летови. within the next 5 to 10 years there will be more development, there will be increased. Очекуваме дека во следните 5 до 10 години ќе има уште поголем развој. Не заборавајте дека за 2026 година очекуваме раст од 20% во сообраќајот. Со ваков тренд ќе биде потребно зголемување на капацитетите, поголема дигитализација, повеќе услуги и повеќе удобност. Веќе имаме долгорочен план за 20 години, кој се ревидира на секои 5 години. Тоа го нарекуваме мастер план. Наши тимови на архитекти, внатрешни и надворешни архитекти, веќе работат на можностите за проширување на капацитетите до 2032 година. Со новите 11 дестинации, зголемениот интерес за Македонија, верувам дека ќе имаме уште поголем прилив на патници. Секој нов лет, секој нов почеток и секоја нова насмевка е дел од приказната на меѓународниот аеродром Скопје. Од пистата во Скопје до секоја нова дестинација на европското небо, македонските патници сведочат за растечка поврзаност, поголема достапност и развој на воздушниот сообраќај во земјата.